Само 7,4% од клиентите на банките го искористија второто 6-месечно одложување на кредитните уврски, кое траеше од лани во октомври до 31 март годинава. Но банките не ја одобрија бесплатно оваа операција, па по основ на камати на кредитните уврски, тие лани наплатиле 301 милиони евра, односно за 12 милиони евра помалку во однос на 2019 година. Поради кризата, банките лани два пати го замрзнаа плаќањето на ратите, но не и на каматите, кои ги прераспоредија на следните ануитети. Дел од банките, како олеснување на граѓаните, им понудија да уплаќаат минимален износ од 1,5% на кредитните картички наместо редовните 3%, и тоа од лани во декември до мај годинава. Според податоците на Народна банка од каматите на граѓаните, банките лани инкасирале 168 милиони евра, од компаниите пак наплатиле 101 милиони евра, а 15 милиони евра се слијале од каматите на државните хартии од вредност. Приходите од камати до крајот на март годинава ќе се наплатат во наредниот период. Деновиве, одредени банки на своите клиенти им соопштија дека се воведува нов начин на утврдување на нефункционалните кредитни изложености на клиентите, кој е во согласност со регулативата од Европската централна банка и важи од крајот на минатата година. Поради корона кризата, банките им овозможија на граѓаните и фирмите лани во март да го одложат плаќањето на каматите на кредитните рати до крајот на септември, а тоа го искористија дури 70% од клиентите. Второто одложување беше специфично таргетирано само за граѓаните кои се нашле во тешка финансиска ситуација и ја изгубиле работата, а тоа требаше да го докажат пред својата банка и да склучат посебен договор. Сега од 1 април ќе треба да продолжат со редовното плаќање на уврските, а со стартот на редовното плаќање ќе им стигне повисока рата.